Си размислувам така, со шишкиве на главава, и со мојево IQ така најлабаво во Европа, и си викам, ова мојве сонародници македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците сакаат секој петок урда да јадат. Урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаеме. Тоа е барем македонски изум, каде што нашата генијалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам, не бе, лапаме урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој ден. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска урда обожаваме последниве години. Секој ден ја лапаме, онаа бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа пред Дејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона, кажи што сакаа да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А во еден момент така, текна. Дека македонците најмногу сакаат да драпаат крастајци криви. Шубо кажано. Ајбе, не драпај крастајци криви. Ама, додуше нашиве знаат да драпаат и колчишта. Од оние големине колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиџан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве. Ајбе, ој, драпај си го мео. Ама ова со мевоите има и логика. Сте виделе во љубаништа, во кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат од тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат мео. Само ќе направи. Ама има уште една работа што многу сакаат да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памти век. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа. Абе, не драпај мадина. Абре, македончеве. Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чекај. Така е. Абре, македонецот сака многу и да јај лајна, да, бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варијанти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна, бе, селјак. Тоа е првата. А втората е, абе, не јади гомна. Тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката пун си со памет ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло, многу мудар народ сме, со IQ, некој овој талатан што ние стварно имаме IQ, бе, ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш, бе, брат, ај не јади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш, бе, сереш. Оттаму дошла и онаа другата македонска, многу сереш, бе, брат. Што не се однесува, нели, на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде, напучени.
Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале: ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му: и тебе бе дедо, шо ти направија германците? Овој дедо рекол: па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пати, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат, да. И после овој си добил овој боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега синовите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор, и синот е доктор, и внукот е доктор, и правнукот е доктор. Не мора бедни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнило од таа претходната. Ама торе му, немаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот, за све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот? Додуше некојаш поише мозок има во курот, него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме, бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров. Ја слушам онаа несреќена Никола Димитров, како вели дека џабе сме го смениле името на државава, оти онака немало да сме влезеле во Европската Унија. Ало! О, Гојдо! Ќукш! Па ти требаше да мислиш на тоа, да направиш анализа, да пресметаш добри и слаби страни, да видиш како ви се однесувале низ историјата тие со кои што преговаравте, именувавте име, па тогаш да донесете одлука. Нели си дипломат, мајката? Како велеше татко ти? Раката да му се исуши на тој што ќе потпише. Така велеше. Ама ти потпиша. И наместо да се спротиставиш комаш на оној муртинецон, без мозок, ти ја шитна државата за стипендија на ќерка ти. Наместо ко градско дете интелектуалец да не го слушаш црпнатиот предавник од Муртино, туку да го разоткриеш, ти удри по својата држава со него. И сега се посипуеш со пепел, продаш басми, а него го заболе Стојко. Тој кога заспија наместо ко секој културен селјак да брои овци, он брои евра. И тоа во 3 тури. Една за него, една за Вицто, една за црквата.
И сега немало да не примат во Европа, велиш. Токмак, секаде ќе не примеа да се спротивставевте. Во НАТО беше одлучено да не примат заради Русија. Ни име, ни презиме немаше да бараат стиснати до зид. Ама си викаат, кога имаме работа со будали, нека и го подудлаат малку на Грција, ќе имаме зазимање од неа после. А кој сака на светов понижен квислинг по 100 пат, ви кажувам. Никој не сака квислинзи, квислинзите ги презираат. Секој ги почитува луѓето од збор, на место, а не дундите кои викаат море да ја свиткаме кичмата, знаете, да даде Господ да ви остане така свиткана, како ченгели да бидете во кичмата. А ќе дае, Боже бава, ама не забрава. Секој ќе си го добие заслуженото. Знаете, карма и за бич. И тоа бич Божи. Не може да правите проклети работи, да ставате луѓе по затвори, да правите гнасоти и да осудувате шофери наместо газди и се да ви помине лесно. Шо ме боле куро, ја не сум верник, не се плашам од Господ. Па кој рече дека Господ треба да враќа, бе? Не е убаво, тоа е работа на кармата. А карма ти е сосема нешто друго. Карма ти е баланс. Мора да има баланс. Не може да полните негативна предавничка енергија и да сакате да ви биде добро. Тоа ви е како клозет во кој фрлате тони хартија, бинди, влошки, коса и се што. Значи домашниот тоалет си го поганите и на крај тој ви се враќа. Се излива шолјата полна со фекалии низ целиот стан. Пливате во гомна, се давите во гомна, јадете гомна, спиете на гомна. И после пцуете. Па нема пцуење без шутраци кога лајната се излеале да направат баланс. Баланс лајна, онако јогуртон исто. Така и сега до гуша сте во лајна. Пливате во лајна. Се што фативте, залајнивте, заговнивте. Не може веќе нормален човек да набројува се што не заговнивте. Се украдовте, луѓе испогинаа, хаос, се што фативте претворите во криминал, во смрт, во беда и јад. И меѓу вас, од најнискиот полтрон до највисокиот функционер, нема ниеден со доблест да каже јебига, погрешивме, се упропастивме, извинете, си одиме, одма ќе одговараме, ќе лежиме затвор. Немате доблест, се надевате пак на наредните избори во некое чудо. Во Дуј. Божијата рака на Дуј, Аллаховата рака на Дуј. Кој Марадона со она, Божијата рака, кој им го даде, кој им го брцна на британците 86-та на светско у Мексико. Така вие од Дуј се надевате. Дека со рака ќе ви дае гол и вие ќе останете на власт. Типично за кукавици. Но не сте сите такви. Го гледам пред некој ден Максим Димитриевски вели раката да ми се исуши за некои работи што ги гласав и потпишав. Тоа е, морам да признам, прилично машко покајување. Човекот комплетно го сврта листот, се спротивствави на довчерашните другари гледајќи што прават. Секој има право да се покае доколку покајувањето е на време. И да придонесе лајната да отпловат во канализацијата. Овие де што прелеа. Не мислев буквално, таман работа, повеќе символично. Како викаат србите, пусти воду да говна оду. И за крај да ви раскажам еден виц кој деновиве се врти во градов. Оби Џуко, покрај разните катастрофи и криминали што ги направи во МВР, издаде и 200 македонски пасоши за најголемите светски криминалци, па после ги обвини обичните службеници дека тоа го направиле без негово знаење. Па некои од тие службеници завршија во Прдекана. Шие му го џура. Па сега сите тие 200 криминалци побарале од МВР групно да дојдат да се сликаат за новите пасоши по вонредна постапка. Ке си плателе по 100 евра, кога веќе пред тоа платиле дебело. Сега се чека МВР да им излезе во пресрет на овие наши гастарбајтери кои го шират добриот глас за Македонија насекаде по светот. Северна и се е можно. Инаку, моментално на HBO оди серијата Вистински детектив, трета сезона со Џоди Фостер. Под насловот на третата сезона е Ноќна земја.
Студено, ладно, снег, загадена вода, рудници, корумпираност, алкохол, криминал, убиства, депресија и хаос, ремек, дело. Режисер Зоран Заев. Пардон. Не, Зоран Заев е режисер у една друга таква исто мрачна серија. Северна земја се вика таа, на мајка ви Северната. Само да ви кажам, ни ја ебаа мамата мамина, не ограбија максимално, не одреа, не сотреа. И покрај тоа што не ограбија, не сменија име и презиме, идентитет, не ставија во логорот кој ни Сталин не бил поарен. Под изговор дека треба да извадиме пасоши, ни ги иселија децата, ни ја дадоа власта кај дуи и нејзините докторанти и магистранти и гениалци, Ајнштејни, од кај Мерко, и не помножија со нула како народ. Замислете дека сте обичен млад човек и дека живеете под кирија и немате свој стан. Значи плаќате дебело кирија за некој мало станче на некоја функционерска лопужа која ги испрала украдените пари во згради. Потоа плаќате од лихварската струја на Бислимовски, нели, со напони, мрежи, транспорти и врски. Потоа плаќате вода за да може водовод да запослува со секој нов директор, нови и нови партиски војници и ѓубретарина, а живеете во најзагадената депонија на целиот свет наречена Скопје, или можете во Струмица или Тетово, кај сакате. Потоа плаќате телефон, ТВ канали, интернет кои се перманентно во прекин и доаѓаат ко вода у припор на секој 2 дена. Потоа плаќате за влез и чистачка која не чисти, и за кровото до градбата на комшијата најгоре, па за лифтот кој работи пар не пар или само за празници работи, па плаќате градинка за малото дете, па ужинка и дневен престој за големото, па книги и материјали за двете, бидејќи школството е нели кај нас бесплатно, па јазик, фудбал и часови по математика плаќате кај истиот професор што му предава. Па плаќате ДДВ, персонален данок, данок од добивка, плаќате данок на имот, па регистрација на возило и зелен картон, па фирмарина на неспособните градоначалници кои не одговараат пред граѓаните, туку пред партиските лидери, па плаќате здравствено, пензиско и еден куп други осигурувања кои ви ги враќаат со тоа што одите на приватен доктор за пак да платите дебело, па потоа ви даваат пензија колку за леп, а со другите осигурувања можете и гзо да си го избришете. Па ставате 50 евра на книжка, за да имате некој денар, ама тука се банките да ви искрадат, нели убаво, онака мајсторски, на ситно, со провизиички разни, купувате нешто со картичка во вредност од 50 евра во бутик, банката оп, 1 евро провизиичка, па газдата на бутикот е следниот што купува пак, па пак банката 1 евро, и така кога 50 луѓе ќе купат, 50 евра веќе ги нема, банката ги зела. Па потоа кога ќе се соберат овие сите давачки, гледате дека ви фалат пари за сметки, за основни потреби, па доцните со сметки, па земате кредити, па после нотари, извршители ви земаат тродупла сума и така влегувате во волшебниот круг на должничкото робство во кое немате ништо, а арамиите имаат се од вашите пари. Како? Сега ќе ви објаснам пластично. Арамиите си отвараат фирма, па благодарение на своите партиски и племенски пријатели фалсификуваат фактури. Па после само 3 месеци работа, нели по само 3 месеци работа, бараат од УЈП поврат на ДДВ за разликата која ја направиле со фалсификуваните документи, па УЈП не ги проверува, затоа што УЈП е тамо да малтретира и блокира граѓани за 50.000 денари долг, а не за 5 милиони евра поврат на ДДВ. Па УЈП како на добри партиски играчи им ги пушта парите, па овие си ги вадат, па после си ги префрлаат фирмите на непознати лица од Косово, со познати нотари од Северна Козоебина, и сите среќни. А знаете кои се тие пари? Сите они од стотици илјади обични граѓани собрани по евро од вашите давачки, и потоа тоа се заташкува. Нема пари, нема виновен, тој газдат од Косово не постои, а вие пак овој месец и ово на ново секоја евро, пола за децата, пола за УЈП, нека се најде, треба да живеат повратници, нели, на данок, па има и нешто за вас, сега не јадете гураби дека нема ништо, а има нешто и за вас останало на крај се, да не бидеме толку песимистички. На крај е најдоброто во сето ова, најпозитивното, што повеќе не плаќате радиодифузна такса.
Yeah.